тајните интриги во бизнисот, криминалот, високата политика, низ призмата на две семејства и конфликтот кој што трае 40-45 години. Вака звучи најавата за серијата, новата криминалистичка серија насловена Бистра вода, чија премиера е најавена за крајот на февруари, ми се чини. Со нас се двајца актери, кои се дел од екипата на оваа серија, Роберт Велјановски и Петар Манич. Кажете ни пред се, ова серија е за прв пат нешто што се снима во Македонија вакво, без оглед криминалистичка или воопшто. Имаме нов продукт. Ве радува ли, Роберт, тоа што снимаме серии во Македонија, бидејќи очигледно тоа не достига? Значи, прво благодарам за поканата, за учество во вашава емисија. Суштината е дека, всушност, по подолго време излегувам некаде и имам чест да говорам за убави нешта што се случуваат. Се разбира дека ме радува моментот што во Македонија се случува една нова серија. Серија која што е, и според вашата најава, нешто што ни се случи од животот, во некаква смисла. Нешто што го живееме 40 на години. Едноставно, серијата ќе не соочи со некои нешта, кои што сите ги знаеме, сите ги гледаме, сите ги живееме, но едноставно или ги премолчуваме, или поминуваме покрај нив како да не постојат. Се разбира за поздравување секоја нова серија која што ќе се снима во Македонија, затоа што нашето искуство говори дека на почетокот на 90-тите години, некаде до 2005-та, имавме некакви обиди за серии од Бумбари на крајот до градот, до Салон Хармони. И потоа имаше еден огромен празен период каде што всушност таков вид на продукција не функционираше во републиката. За пред 5-6-7 години да се појави еден сосема поинаков тип на такви продукции кои што беа поддржувани од агенции и служеа само за едно нешто: да се срушат влади. За жал. И сега доаѓаме до една ситуација каде што никој во државата не размислува за тоа и се случуваат некои луѓе кои што се дрзнуваат да посегнат и да направат серија која што според моите информации ќе има 18 епизоди во првата сезона и искрено се надевам дека ќе има и втора и трета сезона и ќе обработува прашања од нашето секојдневно живење. А во однос на тоа што не достига таков тип на серии, снимање кај нас, како би го искоментирала тоа? Зошто воопшто не се обрнува внимание на таквата продукција? Па, веројатно повеќе слојни се проблемите, но суштината е дека никој едноставно не сака да финансира такви продукти, затоа што не дека ние сме мал пазар генерално, но тоа не значи дека и како една извозна компонента не може да се продуцира такви серии, но сепак некој одлучува, оние што, да речеме, раководат со телевизиите генерално, одлучуваат дека многу е поевтино да увезат производ, тој да го обработат на некаков начин и потоа да го презентираат на својата програма. И од тука, мислам, проблемот е тоа, јас работам синхронизација тука, не е па едноставно, нели, тоа се работи од кои што живееме и тука нема ништо спорно во тоа, но ценам дека секој производ што е македонски на нашиот пазар ќе има поголема вредност од се што е увезено. Без разлика дали серијата е турска, венецуелска, шпанска, американска, апсолутно нема никаква разлика. Доколку не е македонска, имаме проблем, нели? И едноставно
овој обид се надевам дека ќе предизвика една реакција и кај останатите телевизии, кои што објективно ценам дека се во можност финансиски да поддржат такви проекти, да тргнат во една авантура во која што ќе понудат и поинакви аспекти, поинакви читање на нештата што ги живееме, нели? И сметам дека оваа бистра вода е многу важен момент за телевизиската продукција во Македонија и се надевам дека нема да запре само на овој обид. Благодарам. Петар, ова е трет пат да работиш на ваков проект. Кажи ми како помина снимањето, какво ти е искуството? Па, прво да почнам дека, да, точно, ова ми е трето искуство пред камера. Пред камера. И без разлика кој да ми биде поред, јас цело време ќе бидам возбуден затоа што создаваме нешто што не постои, што е замислено, напишано на хартија. Можам да кажам дека со режисерот со Јани многу добро соработувавме, многу добра атмосфера имаше на сет. Ми се допадна начинот на кој што работи Јани и тоа што сака да го прикаже. Се приметува дека му е веќе смислено. Дефинитивно ќе го ставам во едно од подобрите искуства пред камера. Супер. А предходно, значи, неодамна пред оваа серија беше филмот Стела. Так. Сега да се работи на филм е едно, серија друго. Или што ти беше полесно, потешко, како ти од твоја перспектива? Па, знаете како, двете се во суштина да направиме на продукт и истите се денови со повеќе часа снимање на ден, 12-13, не е битно. Меѓутоа не е лесна работа. Не ја гледам како работа јас се уште и многу сум среќен поради тоа затоа што стварно уживам додека глумам. Ако баш морам да одберам во оваа ситуација, снимање на серија е многу поразлично од снимање на филм. И јас би кажал дека снимањето на филм е потешко отколку снимање на серија. Како што ти одминува времето, ќе сваќаш дека оваа работа е работа во која што се содржи задоволството. Така што ако нема задоволство, работата ќе биде многу тегобна, што се однесува до овие производи, да речем. А инаку, само јас се извинувам, една мала дигресија сакам да направам. Спомнавте две семејства на почетокот, тоа се оние што се антагонисти и протагонисти суштински, но Петар е во серијата е дел од едно трето семејство, кое што всушност ги живее проблемите што ги создаваат првото и второто семејство. Но, од друга страна, е еден антипод за некакви вредности кои што ние ги губиме како општество, а и како човештво, ако сакате. Така што мислам дека тој дел од приказната е исклучително важен во целата констелација на оваа наша бистра вода. Лајт мотив на серијата е песната Бистра вода. Имало досега многу модификации, меѓутоа останало она дека ја пеат жени. Кога го добивте сценариото, што беше она што ве привлече да ја прифатите улогата, како ја подготвувавте понатаму? Да, Бистра вода, песната Бистра вода е лајт мотив, нешто што не побрзува со нашите најдлабоки корени. Јас имав можност да прочитам неколку верзии од сценариото, затоа што целата приказна не одеше баш од прва, нели? Тргнуваш, пишуваш сценарij, односно Јани и чинам дека Александар Русјаков има еден дел од Јани Бојаджи, Александар Русјаков имаат еден дел од
во таа некаква разработка на тоа сценарио. И суштински сценариото не е само некаков акционен трилер со примеси на драма која што ни се случува. Туку има една длабока позадинска мистичност која што на крајот на криштата во светската и кинематографија и во светската продукција на овие ТВ серии е многу актуелна во моментот. И таа говори не само за она што ни се случува, туку и за се она што ние едноставно вештачки се обидуваме да го абортираме и да го тргнеме од нас, како да не се случувало никогаш. И таа бистра вода која што ја пеат секогаш жени, само за мене еден знак, една назнака, една семантика, ако сакате, во која што покажува еден свет во кој што жените ги носат тајните на нашето постоење. Мажите се само некои кои што тука имаат поинакви функции. Добро, истото прашање и за тебе, Петар. Кога ти ја понудија улогата, што беше она што те привлече? Како се концентрираше да го подготвиш ликот? Што те понесе? Имаше ли некој модел според кој го градеше ликот? Па, обично многу ми се допаѓаат текстови и ликови со приказна, каде што знам дека ликот доаѓа од негде, има некое посебно минато. Кога ми го доделија сценариото и кога го прочитав за прв пат, не стварно не го очекував тоа што го прочитав, мислам не го замислив на тој начин да кажеме. Кога го видов, го тргнав настрана ликот и почнав да работам на него, можам да кажам дека поттикот за Ѓорги во серијата беше љубовта и среќата која е прикажана во таа фамилија, без разлика на тоа колку не се поддржани финансиски и колку се загрозени на некој начин. Сега не знам колку смеам да откривам, меѓутоа ете да кажеме накратко. И Ѓорги е едно дете со многу е чувствителен и многу сака да се покаже кога смета дека има некој поттик за докажување. И многу ми се допадна што без разлика на околностите, фамилијата е сепак исполнета со среќа и со љубов. Само што една мала надополна. Знаете како секој комплексно сценарио не води само една приказна, туку води повеќе приказни и интересноста на сценариото е во меѓусебните испреплетености и во нештата кои што им се случуваат на оние живи луѓе кои што го живеат сценариото. Од друга страна, јас во кариерата сум имал повеќе прилики во театар да говорам и да создавам театарски уметнички дела кои што говорат за, ако сакате ќе го цитирам мојот професор Љубоша Ѓоргиевски, за тајната на нашето потекло во смисла на неговата драма Филоктет. Од тука и ова сценарио во неговата мистичност провејува некакви такви еве да ги речем идеи или тези кои што едноставно ќе ни кажат дека не е се само црно и само бело. Туку има сиви зони кои што, нели, различни нијанси на сиви зони кои што мораме да ги воочиме, затоа што и животот не е само црн и само бел. Така. И сега забележително е дека има обемна екипа, од тоа што можев да увидам, огромна екипа актери. Каков беше односот меѓу помладите
и постарите си помагавте ли? Од друга страна имаме ситуација да и вашата ќерка толкува една улога, значи имаме родители и деца, и кај вас и кај Владо Јовановски со Ана Па и да, едно Григор. време сакаа да ја крстат серијата Татковци и деца. Татковци и деца. Затоа што и во монтажата татко и син ја монтираат серијата, колку што знам. Каква беше атмосферата? Какво ви беше искуството, да речеме, со ќерката да бидете во иста серија? За среќа или за жал, не знам, јас немам ниту една сцена со ќерка. Но една од работите кои што ги промовира оваа серија, всушност се младите луѓе кои што излегуваат сега на сцената. Моите информации говорат дека 75 актери се појавуваат во целата серија, дека има повеќе од 700 статисти, што зборува за една сериозно голема продукција. Важниот момент за мене е што децата, чии што татковци играат во серијата, своите улоги си ги стекнале на аудиција. Така. Значи, случајности се во смисла на тоа дека не е случајно што Јана Велјановска ми е ќерка, Така. но случајно е што Јана Велјановска игра во серијата, ангажирана. затоа што исто како и јас, и таа била на некаква аудиција и во еден избор од 5 или 6 актерки се изборила да игра улогата што ја игра. Значи, оваа серија ќе промовира една плејада на млади луѓе кои што допрва доаѓаат во македонското глумиште. Ана Јовановска, Григор Јовановски, Јана Велјановска. Актери кои што се во некакви веќе ја имаат започната кариерата, но и се веќе стабилизирани некаде на македонската сцена, и актери кои што се поискусни, да речем. И целата приказна еден спој на искуство, талент и нешто што мене особено ме радува. Јас колку што знам, во овој период од некои 50 снимачки денови, мислам дека има, или повеќе се, можеби до 60 да се, на сетот не се случил ниту еден инцидент. Што значи дека се работи за висок професионализам, кој што верувам дека ќе вроди со некаков сериозно добар резултат. Петар, ти како се чувствуваше, какви бееве убава била атмосферата, си помагавте ли, имавте поддршка? Сакам само да се надополнам. Исто така, без разлика на моите претходни искуства и снимања, и јас отидов на кастинг, на аудиција за да ја добијам улогата, не знам од колку, не знам, едно 6, мислам дека беа други деца на моја возраст или постари, и заслужено си ја добив улогата без никакви врски и предлози. Сакам да кажам дека атмосферата на снимање за мене беше како некоја бајка, немаше никакви караници, многу ми се допадна што сите беа професионални и си ја работеа својата работа онака како што треба, затоа што сум дете и затоа што за среќа или за несреќа влагам во овој свет. Сакам да кажам дека од постарите актери исто така ми помага ако ми требаше помош, исто така ќе го споменам и Јани кој што исто ми помагаше доколку нешто ми требаше како помош. Врските се секогаш некаков вид на компромис.
А се што почнува со компромис не завршува баш добро. И од тука во еден свет на суров професионализам врските едноставно не можат да бидат никаков репер. Ние понекогаш, за жал, тоа ќе го видите и во македонските продукции, точно се гледаат врските. И производот ја нема вистинската тежина што треба да ја добие само заради врските. При тоа не мислам на не говорам на лоби групи, не говорам за афинитети на режисери. Има режисери кои што си ги преферираат тие луѓе и тоа не е ништо спорно. Тоа тој момент не го спорам. Но во еден свет на суров професионализам секоја врска е проблем во квалитетот на нештата што треба да излезат како производ. Така. Петар спомна за среќа или несреќа веќе навлегуваш во тој свет, па би те прашала со оглед на ова твое досегашно искуство, дали идејата е да натаму да се ориентираш? Дали ќе биде факултетот за драмски уметности твојата дестинација? Не го тепаат дома доволно изгледа така некако. Меѓутоа, да, одговорот е планирам да продолжам со ова, дали тука или негде во странство, стварно не ме засега во моментов, само сакам да го правам ова, затоа што не знам исполнува на секој начин што може. Од дома морам да го спомнам сега, затоа што се пожали дека го немам спомнато претходно. Да. Тоа е дека сите од дома ме поддржуваат до ова, се служуваат со мене дека може, сакаш, биди среќен, воред биди глумец. Меѓутоа дедо, Томислав Манич, он не се служува баш јас да бидам глумец. Меѓутоа јас му кажувам дека ако го сакам тоа и ако не може, не се служи. Ми викам, добро, што да кажам, боре. Во секој случај, секој треба да го следи својот сон. Така. А домашните, бидејќи јас сум искуствено го говорам, јас сум бил во таква ситуација, домашните едноставно се должни да да ги поддржат младите луѓе да ги остваруваат своите соништа. Затоа што на крајот на криштата се поставува едно прашање дали живот без сон воопшто и вреди да се живее. Така е. Најдов на еден податок дека Јани го пишувал сценариото пред 12 години. А околностите, ситуациите се уште не се актуелни. Значи, ние подолг период во општеството живееме една иста ситуација, без промени. Да, јас дури е снимена и пилот епизода со една поинаква подела во тогашните констелации пред 10-12 години. Да, за жал, ние се уште која 40 година сме, 30 години сме во транзиција. Да. Така што целата приказна е дека ние не можеме да се извлечеме едноставно од нештата кои што биле актуелни 97, 98, 2008, 2018, 2023 година. Едноставно. Да, тие прогресираат и само се мултиплицираат. Но се уште се актуелни. Точно пред 12 години е тргната целата приказна со Бистра вода, која што имала тогаш исто е повезано со вода, но малку поинаков наслов. И тоа само мене ми укажува дека тогашниот обид, тогашното сценарио, тогашната подложка вредна е за работа и за обработка само заради актуелноста која што ја има, да речеме, повеќе од 12 години конкретно за ова сценарио. Па во таа насока, да речеме, и состојбите во културата. Дали некакви поместувања се почувствувани, дали нешто, говорам од аспект на актерство, снимање, велиме не се снимаат македонски производи, серии.
За жал, не многу и се што се случува само на, да речеме, не оди на подобро, оди на полошо. Сега нека не ме разберат дека јас само се обидувам да критикувам, јас говорам за состојби 30 години, не говорам за состојби кои што се во моментов актуелни. За жал, во моментов само се мултиплицира безидејноста и нефункционалноста на она што го викаме, што ние си го именуваме како култура, и за жал чинам дека луѓето што ја практикуваат власта прават многу погрешни, да не речам погубни политики и чекори во однос на македонската култура. Јас сум заговорник на еден сосема поинаков концепт во културата. Заговорник сум, ова е долги години, не е тоа нешто што јас се пробудив са бајле и го рационализирав и сега ќе ви го презентирам. Не. Јас сум за една култура во која што компетитивноста и конкурентноста ќе бидат на едно многу повисоко ниво. Јас за жал констатирам дека после 30 години промена на политичкиот систем во земјата, од некаков социјализам во капитализам, ние за жал се уште живееме социјалистичка култура. Ниту еден чекор, ниту еден помак не е направен состојбите да се променат. Јас работам и со млади луѓе. Како редовен професор на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европа Прима, предавам глума и сценски говор со техника на глас, и кога ќе сватите дека сонот на секој млад човек не е да го игра Хамлет, како што ние сме имале соништа. Сонот е да се вработи во театар. И тука веќе настануваат некакви сериозни проблеми. Не затоа што тие не сакаат да го играат Хамлет, туку едноставно заради тоа што се обидуваат некаква финансиска сигурност што ќе им го обезбеди животот, за потоа таа да ја преточат во некаква креативност. Капитализмот е сурова работа. Во нашата професија има едно многу сурово правило, вели кога ќе тргнеш да се запишуваш на уметничка академија, потпишуваш договор со себе и со Господ, дека си келнер, дека си таксист, дека си молер, дека си кувар. Дали ќе станеш актер, дали ќе станеш сликар, е нешто сосема друго. Но приказната тргнува таму. Треба да бидеш подготвен дека до моментот додека ја чекаш својата шанса, ако ја дочекаш, треба да бидеш подготвен да преживееш. Идете во Лондон, во моментов има помеѓу 12 и 14 илјади глумци. Од нив работат од 1500 до 2500. Сите останати редовно одат на аудиции и ги работат, сите останати работат. Затоа важи тоа правило и во Холивуд и во сите сериозни продукции, дека кога ќе видите актер постар од 45-50 години на филм, бидете сигурен дека тој е успешен и реализиран актер. Затоа што својата кариера успеал да ја продолжи и после 40-та година. Односно, доколку не успееш до 40-45 години возраст да направиш некаква кариера, тогаш заминуваш во некоја друга професија, едноставно. И јас како заговорник на овие тези, тврдам дека ние мораме да направиме еден сосема поинаков концепт на култура во нашата држава, концепт во кој што прво политиката ќе мора да се тргне, да ги тргне рацете од културата, концепт во кој што Министерството за култура и министерот ќе бидат развластени, а секоја дејност од културата ќе им биде дадена на професионалци. Професионалците да ја раководат едноставно. Затоа што вака прво не постои интелектуалец на светот што може да ги разбира сите сегменти во културата и она што ние го именуваме како култура, од сликарство до археологија преку издаваштво до не знам што.
Но, за жал, никој нема политичка храброст да ги превземе тие чекори, па се соочуваме со разноразни експерименти, кои што за жал, еве ни се случува во последниве 5 години. Прво имаме 5 министри за култура, што е трагедија поголема дури и од онаа на Ифигенија. И во тие некои први од овие 5 години, некои први состави на тоа Министерство за култура, Министерството за култура ни е безмалку претворено или се обидувале да направат нешто да функционира како невладина организација, што е апсолутно вон контекст на нештото. Така што има простор за работа и јас сум убеден дека моите тези ќе дадат свој придонес целата приказна да тргне во една многу поинаква насока, каде што компетитивноста, конкурентноста, знаењето, вредноста ќе испливаат на површина. А сето останато ќе си заврши таму каде што ќе се заврши. Се извинувам, бев малку поопширен. Не, поред. Ви благодарам за учеството. Благодарим на поканата. Се надевам ќе има продолжение во очекување сега на ова што ќе го гледаме, овие 18 епизоди, колку ќе бидат од серијалот. Се надеваме ќе има продолжение. Па јас се надевам дека и за втората сезона и за третата сезона ќе И понатаму. и понатаму до петта сезона. Еден многу интересен податок само на Fox, мислам дека на Fox, на телевизијата Fox оди како се вика тоа? Повторно е преснимана Династија. Значи, мајката на сите овие телевизиски серии, Династија е направен ремейк, така се вика тоа, нели? И одеднаш го гледате Блейк Керингтон во едно сосема поинакво издание. Личи на оној Блейк Керингтон, меѓутоа е така. Па добро. Интересно. Значи сега во тренд ќе бидам. Да. Благодарам уште еднаш. Ви благодариме на поканата.